Па Шиме, што те ој? Веро, па вој ми го донесема на врата, мори поклон некој за тебе бил. О, фала. Будилник. Глава ме боли, што не ме будиш, Веро? Лепота, Веро. Лепота, Веро. Нова година. Тама, зема ми го рече од уста. Нова година, Веро. Да, Веро. Све е весело. Понова е од оној стару. За едну годину. За едну година, ама понова е. Куди иде стара година, Веро, кад ќе си дојде овај нова? Размишljала ли си? Веро, мора да има некој магазин, Веро. Што прави со тие години? Прегледувам ги, Веро, кој е куде сгрешил тоа. За овој годину дужиш још толку. Па те, Веро. Ти ми си завршила година, они све ти памтим. Ето тој, те се вика архив. Таму иде старе години, Веро. Старачки дом за година. Што ти куртулизмо ново годину? А, важи. Важи, важи. Динг-донг. Здраво. Од 2010 Немам. Имаш. Еврејска работа. Нова година? Не, тој да се памти дук. И пораштувало беше, Веро. Само ги се наљути некој. Дај ми пари? Немам. Љут. Фала ти што се наљути. Па едно време доаѓа се со развиени батки. Сега ти исклучуе од систем. Без трошкови. Цакуц, кабле плугет. Веро, Веро, полудесваме со овие петарде, Веро. Веро, порано наше време немаше петарди. Да. Немаше. И што они, Веро? Знаеш, Веро, плашливци, Веро. Веро, зашто га викам плашливаци? Када ту плаши само да не те повреди. Или пиштој со карактер, Веро. Не, затоа што Веро, тој што го носи плаши се и он. И он. Пошто знае кога ќе го провалим дека му е плашливац, дека ќе му га земе. Веро, не си веќе муниција да плашливи. Лажни метци, мори, Веро. Каписле. Каписле. Тоа е за ефтен плашливи. Да се уплашиш сам. Болештиња ме нападнас. Кој е, Боре? Настината се. Аптека, Веро. Покретна аптека ти. О, Веро, мене аптека ми менза. Седимо пред некој дон, чекамо ред у аптеку, стигнале нови таблета. Седимо едно дете дотрчува, ама редица ми све стари. Људи, молове, пуштите ме преко ред. Девојче лега ондека. Ми еднога, другога. Људи, молове, пуштите ме, девојче лега ондека. Па и пројдене еднога по еднога сви, тај му вика апотекар. Добро бе, дечко, вика, што е толку хитно, вика, што девојче лега ондека. Вика, дечко, дај едно пакетче кондоми. Хитна му била работа стварно. Излежане ме младост од људете. Сега направиле, Веро, кондоми со укуси. Веро. Мислиш лимонадо ќе прави? Со комник да уз кондоми да даде. Неверојатна работа со укус на малина, што ме ќе га цицаш ли? Веро да ти дојде некој. Ако немаш за чај, сипи 2-3 кондома, стави ги, свари ги у водичко, ете ти чај. Сакаш од брусница. Абе, луда работа. Дуе да се олади, Веро. А, Веро, да му подметнеш некој кондом со ментол. Не мори, Веро. Што е најтешка професија? На свет. На свет. Кад сме куде нонет. Кад сме куде нонет. Куде нонет? За ново година? На брод. Вози ли виш? Вози веќе, Веро. Она трчи по оној тркало. Кормил. Тако е га врти. Кој на степер, Веро. Како глушче у тркалце. Да те занимава. Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание во новата година на Опуштено. Нека ви е среќна новата година, Господ нека ве благослови со многу среќа, љубов, здравје, нека ви се исполнат сите желби, оние најнескромните, за оние скромните се надевам дека ќе направите нешто самите да се исполнат. Дејан, каде беше ти за нова година? За искочи во Скопје, аранжмани не се, или ја не ги разбирам, Не ги разбираш. 112 евра, 7 дена до Венеција, 5 дена патување. со автобус. Па викам, колку ќе биде славењето ако идеме таму, бре. Така, се надевам дека поминаа сармите, дека ги изнагледавте супермените, дека сите 4 дела ги знаете. Коса на памет. Коса на памет, така и дека сега следува она, нели, постновогодишно одмарање, односно влезот во новата година. Ние сме расположени да ве забавуваме како што сте навикнати обично од нас. Во животот човек доаѓа момент кога на човекот му доаѓа момент кога и треба да стане малку посериозен. Имаме пријатно изненадување за вас за оваа емисија. Гостите се нешто што навистина ќе ви изненади и можеби не сте ни очекувале да видите таква комбинација во Опуштено, познавајќи не нас двајцата, нормално. Сега, останува на вас, драги мои, да останете покрај малите екрани и за некоја секунда веднаш ќе дознаете кој е првиот гостин во Опуштено. И еден мој совет, не
прозори, надвор владеат грипови, опасни настинки, тоа се приметува по мене. И не седете до Грипозен. И не седете до Грипозен, односно следната епизода ти веќе ќе си исти како мене. Останете покрај малите екрани за да знаете кој е првиот гост. Каролина Гочева, добро вечер. Добро вечер. Прекрасно изгледаш, морам Благодарам. да признам, тоа е нешто што плени. Среќна ти нова година. Среќна нова година и на вас. Како си помина за празниците? Одлично, работно. Работно? За нова година да пее во мојот роден град, во Битола. Да, така да навикнав некако новата година да ја дочекувам со публика, да ја дочекувам со бендот кој што ме придружува. Тоа скоро секоја година се случува. Оваа година ги збореш. Сакаш? Како не? Нели ти ми кажа, ме предупреди Деко, вика, да кажам, имав една женска од Битола, те молам, битолски никако. Не мислам тоа, не мислам. Па те прашам дали да кажам. Сака да го кажи. Да се подсети малце, така? Да. Не му вика никако. Зборувај. Мубај работи. Исто на битолски. Супер. Има новитети кај тебе, и тоа прекрасни новитети, тоа е нова музика, нови песни. Мислам дека тоа ќе произведе и нов албум, така? Но за тоа ќе проговориме и ќе видиме што се спрема. Задоволна си ти од новиот момент кај тебе што се случува во музиката? Новиот албум веќе е произведен, значи завршивме со снимање пред 20 на дена. Но не е излезен, така? Но не е излезен, да. Пуштивме само еден сингл сега, да. Излегува во февруари. На 20 поточно февруари, од 20 до 24 закажавме, веќе најавивме уште пред еден месец 5 концерти во МОП. Тогаш ќе биде и промоцијата на албумот, значи првите луѓе кои што ќе го добијат албумот ќе бидат оние кои што ќе дојдат на првиот концерт на 20 ќе биде Гага Тамос. Никој не кажа дека е Гага. Се шегувам. За тебе ќе биде посебно наплатување, ама ајде, добро. Да, значи добро, понатака ќе информираме за тоа, нели, како ќе се дава албумот, кој ќе го добие и така натака. Меѓутоа, концертите се од 20 до 24 во првиот февруари. Во првиот дел ќе се изведуваат песните од новиот албум, од новиот Македонско девојче 2, а во вториот дел ќе се потсетиме и на проектот Македонско девојче 1, да, од пред 5-6 години. Албумот ќе се вика Македонско девојче 2. Па тоа беше некој работен наслов кој на крај стана и официјален наслов, затоа што после излегувањето на Македонско девојче пред 6 години, начинот на кој што тој албум заживеа и се уште живее, некако ни наметна да направиме уште еден албум и некако Македонско девојче 2 ни беше најлогично име. Тоа му доаѓа како Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4. Да. Следниот би требало да се вика Македонско девојче 3. Логика. Женче Македонско. Македонско. Добро, кога би можела да бираш професија во животот, дали би одбрала повторно оваа професија? Пејачка или би сменила нешто? Па не знам, веројатно би зависи. Всушност зависи. Ако размислуваме така, тогаш секоја работа си има плусови и минуси. Значи веројатно што и да сум работела друго ќе имало работи кои што ми се допаѓаат и работи кои што не ми се допаѓаат. Се после толку години сум научила да се носам средните со другите. Најверојатно се сеќаваш повеќе на убавите работи? Па секако преовладуваат убавите работи и мислам, да, зашто да не би ја одбрала уште еднаш, бидејќи стварно ја работам со љубов мојава работа. Па и тоа се гледа, мислам, апсолутно. Но твоето детство го одбележува патувањето на релација Битола, Македонска радио, телевизија и тоа е некаде веќе од 11 години, така. Што е тоа што најмногу ти недостига од детскиот период? Бидејќи многу рано почна да снимаш по студија, да одиш тоа, додека другите деца се играа надвор на улица, ти веќе мораше да бидеш овде во овие студија. Буквално овде си израсната на некој начин. Па да, на некој начин да, на некој начин сум овде од својата 11-та година сум доаѓала многу често. Тогаш и првиот тинејџерски албум го снимав во М2, во просториите на МТВ. Баш пред некој ден имавме проба и после многу години влегов во тоа студио и баш се потсетив на некои работи кои што се случувале тогаш. Сменето не е исто. Добро, затоа не налегуваме, сигурно ќе биде. Да, а што е она што ти недостасува тој детски период, од она што тебе ти го одбележа? Па добро, до детството веројатно на сите ни недостасуваат истите работи, тоа што сме биле безгрижни, тоа што некои работи кога си дете ти изгледаат многу поинаку. Нема сметки. Нормално. Добро,
машно школу и такви работи. Да, и тоа ти изгледа како некој огромен проблем, нели? Така да веројатно и мене некои такви работи ми недостасуваат, меѓутоа се во свое време, нели? Човек мора да се научи да се носи со сите работи кои што животот. Вака кога ќе погледнеш наназад твојата кариера е веќе, па тоа се собрани околу 22. Па да, кога ќе кажеш 22, нели? Добро, некој мисли дека ти има 60 години, но еве знаеме дека пееш од 11 години, така да може да се собере математички. Кога ќе погледнеш наназад во твојата кариера, кој е оној момент што досега можеш да го подвоиш? Бидејќи тебе ти се случи да одиш дури 2 пати на Евровизија или јас сум 2 пати, да. Па добро, да, секако, значи, двете представувања на Македонија на Евровизија секако се едни од побитните моменти. Еве, ако ги земеме сите 22 години во предвид, нормално тоа појавување на Макфест, кога бев дете, е нешто кое што ми се врежало и во меморијата и во еден од премногу драги моменти. Има повеќе, не знам, нели, договорот со соработката, односно почетокот на соработката со Авалон, која имав 19 години, од кога почна веќе посериозно да ја градам мојата кариера. Така да тоа се некои моменти кои што така донеле некои промени. Да, ти си еден од ретките пејачи кои толку долго е со исти менаџери, немаш сменето, ги немаш сменето и претпоставам немаш намера. Ма јас сум стабилен човек. Да, а они во некои сегменти. А они стабилни се? Бобан, Даниел, добри Па се? очигледно, да, штом толку време функционираме заедно. Ние сме практично фамилија. Па тоа сакам да те прашам, да. станувате семејство на некој начин. Да, тоа е неизбежно Сите после твои толку болести години. ги знаат, сите твои Да. потреби више. Така да. Добро, после толку години нешто доколку не функционира не би можела да опстои толку години, нели, и не би можела да биде успешна соработка. Така да не знам, тоа е нешто кое што веќе ми е мене природно, дека Авалон е тука со мене и дел од мојот живот и тоа веројатно така ќе биде и понатака. И не би можела да замислиш најверојатно со некој друг, да се разбираш Па, од не сум замислувала, ниту сум размислувала, Да, сега молим те, јас пијам вакво кафе, па не пијам ова, не пијам она. Они буквално знаат се за тебе, така? Да, и повеќе што И треба. повеќе од што треба да знаат, се надевам нема да го злоупотребат тоа. Во Скопје Битолчанка, во Битола Скопјанка. Тоа се нашите не се никако, да. Значи мене во Куманово ми викаат Скопскиот, така во Скопје ме викаат Кумановецот. Претпоставам и тебе, што се сметаш, кое е местото за кое што викаш си одам дома? Па и едно и друго, добро. Да? Да, убаво е, нели, кога имаш повеќе домови, нели. Два куќа. Два куќа, така се вика, два куќа. Човек. Двокуќна особа, да. Еве веднаш после емисија водам за Битола. Значи се чувствувам убаво кога сум во мојот роден град. На една фина семејна прослава, да, бидејќи на мајка ми е роден ден. Така, нека среќен роден ден. Фала ви. Секако дома ми е, нели, Скопје, каде што живеам многу време, каде што имам свој дом. И секако и семејната куќа во Битола, секако дека ми е место каде што сакам да одам, каде што се чувствувам опуштено, каде што во Битола сакам исто така и да, не знам, да се дружам со моите пријатели, внука ми, со внука ми сум обседната, постојано сум околу неа, пред неа. Не ти е чудно кога и ден денеска ќе ти кажат му кажав на Каролина? Или тоа толку го имаш инволвирано, ти не достига битолскиот дијалект, бидејќи овдека ретко го практицираш. Па добро, да, се трудам да зборувам литературно, бидејќи нели сум јавна личност. Во Битола се зборам битолски. Со внука ми се зборам. Со внука ми се зборам битолски, се разбира сите мои пријатели, така да јас сум тетка му на Луција. Така, тетка му на Луција. Тетка му на Луција. Дали знаеш од кај потекнува тоа? Од кај доаѓа тоа Муреков на Каролина, Муреков на тетка ми? Машко основување? Добро, тоа си се, не знам, тоа си се дијалекти, нели, Гостивар го има истото. Прилеп мислам дека исто. Не за Прилеп не сум сигурна, Гостивар исто го има, нели, истото, Муреков. Стварно е тоа првпат слушам. Мислев дека битолчани се јуник во тоа прашање. Не, па со гостиварциве мои, така да и гостиварскиот дијалект ми е совршено испечен, да знаеш. И мојата теза е дека тоа настанало од турците, нели? Му кажа на мајка ти дека ќе дојдеме вечер на вечера. Абе, ага, не се вика му кажа и кажа, а така ли се вика? Дојди малце баба. Му кажа на мајка ти, му кажа. Не ви се меша. Добро, знаеш, тоа е секоја земја си има свој дијалект, значи нормално. Во вашата семејна куќа има клавир? Така е правена куќата, знаеш. Нема, имам тука во Скопје. Да, ми рекоа дека во секоја куќа во Битола
имало клавир. А, па Сега, да, кога нели, ги на погледнеш, конзоли и клавири да, градат као. вратичките во сите стари битолски куќи се толкицки. И викам како се внесувале клавирите. И прво е ставан клавирот, па е зида на куќата. Тоа е таа битолска. нели? Да, со кого беше последниот албум, да кажеме, само мислам последниот материјал што го работеше, со кого го изработите? Да, работевме со Никола Мицевски, кој е автор на 8 песни, бидејќи имаме 2 преработки, значи ги правеше аранжманите за преработките. Работеше, свираше бендот кој што ме придружува долги години. Така да целата моја екипа е вклучена во овој албум. Да, проверени луѓе. Проверени луѓе, така да веќе сме спремни за концертите, иако имаме 2 месеци време. Мислам дека без ниту една проба дори би можела да отсвириме све без прекор. Супер. Ние ќе бидеме спремни на твојот концерт Први да ред. присуствуваме таму први ред. Ја тешко први ред со висинава, ама... И време е тука да направиме мала музичка пауза, нели? Вие дури си правите, ја ќе најавувам. Треба да чуеме нешто од новиот материјал на Каролина, а што е тоа што ќе го чуеме? Да, тоа е првиот сингл Чалгиска. Чалгиска. Го пуштивме пред, не знам, 20 на дена. Одлично. Реакциите се Значи тоа е уште одлични. жешко, уште вака. Па жешко е, да, и реакциите се стварно одлични и тоа не направи особено среќни сите нас кои што сме вклучени во овој проект. Супер. Останете покрај малите екрани, следува Чалгиска со Каролина и мојот скандал састав, ќе уживате во тоа, сум сигурен. Čalgija pokraj Avlija dušata mi razgalija. Ti si melena rana, sonuvan sagan, miluvan, bendisan. Ti si lek što se čeka, duri daleka. Haber si, glasna merako. Sakan miluvan, bendisan, ti si lek što se čeka, duri daleka. Raj, ti si raj, tvoj to ime uznite mi s kogotka. Znaj, ti si raj, kako sladok sok od vrela jagotka. Ispijena, da, tvoj sam dar,
Со новата VIP припет опција зборувај бесплатно по првата минута кон сите мрежи. Повеќе за вас. VIP. Во кого? Не можам. Мајките знаат како да им помогнат на своите деца кога имаат проблеми со стомакот. Linex Junior содржи специјални бактерии кои го заштитуваат детскиот стомак. Linex Junior, мајките знаат што помага. Совршен до детај. Со возбудливи линии и модерен изглед. Веќе со првиот доб. Знаеш дека овој даб е за тебе. Златен даб. Осигурете ги вашиот дом, вашето семејство и вашето возило со Триглав комплет и заштедете и до 50%. Триглав осигурување. Кога животот раздвојува, љубовта е таа што спојува. So she gave up. Кевин Бекон и Марсија Геј Харден во романтичната драма Преку шините. The gun, it's no good. What do you mean the gun's no good? Never been fired. No prints, no weapon, no blood. The guy's screwing with us. You lose, I guarantee you your shiny new job will not be waiting for you. This thing was a setup. Confession, everything. You haven't actually proved anything. What are you doing? Совршенството е во деталите, кои ја кријат и слабоста, која може да не уништи. Not the smartest move. We can have you arrested. Poetic. I'm not gonna play games with you. I'm afraid you have to hold sport. Ентони Хопкинс во извонредниот трилер Пукнатина. Терористичката акција му го зеде семејството. 2 dozen injured, 9 dead. Неговата одмазда беше сурова. You're not going after him, are you? Зошто немаше што да загуби. The wolf is back in Colombia, but you cannot take the law in your own hands. Освен честа, Арнолд Шварценегер во Колатерална штета. Се уште не ви е доволно жешко. Од пареата се издигнува тој. Какви ваши доказателства? Додека ја вжештува атмосферата во секоја просторија. Кокаином. Интуитивно знаеме, ќе падне крв. Вечерва. You know what this key open? Why don't you ask your bud? Арнолд Шварценегер во едно од своите најдобри изданија. I take care of this. Црвена жештина. Yeah, I'm not the only person in the world looking for Ocean's 11. I want my money back. Need a high-paying job. Се вратија. Но сега имаат и друштво. You're doing recon work on our anniversary? Do you have safe deposit boxes here? И време е за наплата на долговите. What are we stealing? Next time I see you, I'm arresting you. 12 темина на Ocean. Моментите It's nice. кои по 2 децении не ни излегуваат од глава. What's your new book about? Класика. A detective, he falls for the wrong woman. Дел од колективното несвесно. What happens? She kills him. Основен инстинкт. I think you got too close to the flame. Телото заведува, страста убива. Со една од најжешките двојки на филмското платно. Шерон Стоун и Майкл Даглас на македонската телевизија.
дами и господа, премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Добро вечер. Добро вечер. Добро дојдовте. Добро нашо. Благодариме за што се одзвавте на поканата да бидете наш гостин. Сте присуствувале некојаш досега во ваква емисија од забавен карактер? Не сум присуствувал бидејќи не сум бил поканет. Да, значи ние бевме првите што се одваживме да ве поканиме и ви благодариме што вие прифативте да бидете наш гостин. Се удоволство. Да ве прашам нешто, многу ме интересира за вашето детство, бидејќи детството е еден од најубавите периоди во животот. Вие сте родени во Скопје, израснавте во Ѓорче. Јас сум роден во Мичури, всушност. Во првите 4 години таму имам. Па ние сме аеродромци. Комшија. Потоа кратко време имам живеено тука, Скапалата тука, кај она беше со калдрамата улица, позади црквата Пресвета Богородица. Ама тука кратко време. А во Ѓорче имам околу 10 години живеено, некаде од прво деление до почеток на средно. Прва година средно некаде така. Точно 9,5 години. Како оној филм од 9,5 недели. 9,5 недели, 9,5 години во Ѓорче. Добро, напорно беше да се живее во Ѓорче 9,5 години. Па беше многу убаво детство. Да. Знаете, Што најмногу се сеќавате на тој период? Па малски живот. Во Капище, например, немаше таков малски живот. Ја потоа во Капище живеев едно 20 години. Малски живот, секој ден фудбал или некој друг спорт, понекогаш кошарка, пинг-понг или нешто друго. Смеја, радост и по некоја тепачка обавезно. Добро, тоа не можеше да се избегне. Едноставно за да пораснеш, да израснеш во нашите услови беше да ти да не сакаш некој ќе те начека нормално. Си владееше законот на улицата таму. Се знае кој е последен од кого и во оној момент кога ќе се наруши малку иерархијата доаѓа до тепачка и после па се средува иерархијата. Зависно од таа тепачка кој победил, се знае како иде. Добро, фер тепачки имаше во тоа време, така нели? Еден на еден, тоа нешто што изумрело. Другите гледаат и така. И потоа со пружање рака. Да, апсолутно, и другари од утре. Ви се случува да сте станале пријател, другар со некого и тоа најдобар до ден денеска да постои? Не, со сите. Значи тоа лютината е до вечерта. Утредента веќе сме другари, играме фудбал заедно, пријатели, да. Супер. Тоа се тие детски тепачки. Да ми објасните нешто доколку сакате, нели? Зошто сите ние го викаме Ѓорче, а во Ѓорче го викаат Џорче? Тоа јас не знам да ви кажам точно зашто е така. Има некој феномен. Вака што ми доаѓа нум да не е некој дијалект таму кавадаречко западна Македонија, ама ваljda не живеат само од каваци. Они нели Џо викаат. Да. Џо. Не знам зашто во тоа време толку не го викаат Џорче, после почна таа мода, да речеме, Џорче да го вика. Да, најверојатно за да се подвојат, нели, као сите не викаат Ѓорче, ние не сме од Ѓорче, од Џорче мангупи. И во тоа време, значи во тоа детство ја што таму го поминав, фудбалот беше вака главна преокупација. Да? Излегува многу фудбалери од таму. Од Ѓорче? Не, од тоа мало, тоа беше улица Социјалистичка Зора во тоа време, сега е Христо Батанџиев поново. Од таму е Бобан Бабунски, од таму е овој председателот на ФФМ Јучо Ѓоргиевски. Јучо Ѓоргиев. Звонко Златановски во Тетекс играше, Стефчо Кочовски во Вајдар играше. Поголем број други, не ми текнуваат преку 10-15 што игра и за репрезентација, не само по клубови, така да тоа беше вака. Тоа се сериозни професионални фудбалери излезени од таа улична таа школа беше, таа школа. Тука беше еден клуб Југо Кокта, се викаше, потоа Ѓорче Петров Македонија се прекрасти. Во тоа време беше Југо Кокта. И животот беше на тоа. На едно игралиште се знаеше у колку саат се собирате таму? Па повеќе кратно дневно. Зависно од обврските. Знаеш од големите. Ви недостига тој период кога сте имале повеќе слободија, кога мислам што е? Јас имав многу убаво детството. Значи имам многу пријатни и убави сеќавања. Ми недостига, секако дека ми недостига. И со носталгија се сеќавам на тоа. Имате време денеска со оглед на обврските функцијата што ја извршувате, која е најверојатно ви фалат 2 часа во денот за да дозавршите све. И дали имате време да се видите со некои од тие луѓе со кои што гледам редовно, играме фудбал заедно. Браво. Со добар дел од овие што ги спомнав, не со добар дел скоро со сите што ги спомнав. Играме и ден денеска, најмалку еднаш неделно играме. Добро, исто ве третираат као тога што ве третирале или сега малце повеќе ви додаваат топки? Не, исто, не. Нема тука. Останати сте на исто ниво на тогаш играв две улоги, играв прво у напад. Потоа имав шум на срце и не смев многу да трчам. И морав голман еден период, значи принудно. И тоа го правев добро. Тоа го правев доста добро. Потоа кога помина тоа шум во тек на пубертетот ишчезнува, после паси се вратив на напаѓачка функција. На напаѓачка со напред. Јас еднаш имам присуствувано на една утакмица, играше Дедо Наум, некој оци игра,
Исто тоа малку чудно, па да, ама и они мора да се занимаваат со фудбал и на Дедо Наум сите му додава, а Дедо Наум не знаеше никако гол да даде, ама едно време го замолија, вика престанете да му додавате на него, ај треба да победиме. Не, ја имам неколку сериозни повреди на фудбал, така да бидете сигурни дека не ми попуштаат. Иначе играме главно против луѓе од МВР, обезбедување, што се на разни... Па тоа се цврсти момци. Многу цврсти, многу кондиционно спремни. Играме долго време, играме уште можеби 6, 7, 8 години. Резултатот е 99-98 за нас, у утакмици. Вие на големо играте сега стотка на кој задниве утакмици се многу тврди, бидејќи секој се бори кој прв до стотката ќе. Да, до стотката. Да. Па тоа се некаде 190 утакмици ќе испаднат на крајот кога ќе победам. Имав еднаш повреда од удар, 3 месеци и не играв. Идев на терапии, на коленото и така. До таму, значи е сериозно тоа. Нема се гине на фудбал. Така нови кога ќе дојдат мислат дека нешто ме штедат и така натаму и после зачудени доаѓаат. Вика јас мислев еве ти премиер нешто као ти попушта. Мора да сум премиер. Ова вика лудница е тука. Значи вие инсистирате да не се попушта. Апсолутно. Мора да се. Па нема сврха тогаш играта. Да. Тогаш е навистина малце непријатно. Тогаш не ми атлетика, трчи сам би готов. Сам за себе. Добро и бокс сте тренирале. Тоа е еден период. Да, бокс 5-6 години тренирав. Тоа е спорт што вака ме зарази мојот вујко Јордан Мјалков. Тој беше голем љубеник на боксот. Помагаше многу боксери лично. Знам на времето како дете кога бев, сопругата стално го караше дека им купуваат точаци и други работи на боксерите, а не толку на неговите деца колку што на боксерите купува од своји приватни пари. Тој ме зарази доста и тој беше и председател на Федерацијата за бокс во Македонија и член на Југословенската во времето кога бевме под СФРЈ. И тој ме зарази, едно 5-6 години тренира во Водно, боксерски клуб Водно, Миле Смилевски беше тренер. Миле беше, да. Да. Миле Чиле. И така имаше и таму интересни моменти и добра школа за во животот е тоа, да ви кажам. Па тоа е племенита вештина, така се уште ја третираат. Нема по-племенита. Не е тоа ултимат фајт, мислам, ова на овие борби. Што мислите разликата помеѓу боксот како племенита благородна вештина, нели преведено на македонски, бидејќи нема удирање под појас кога ќе падне противникот. Има правила, да. Нели тоа е, тука е благородноста. Повеќе сте за боксот или за овие нови модерни кај што душа ќе му извади дур мрда? Јас сум за боксот. Па тројца судии не може да го тргнат. Не, за боксот сум повеќе, за боксот. Инаку има вака интересен детал ќе ви кажам, прв пат кога отидов на тренинг, отидов со еден другар заедно и се представивме. Јас сум тој сакаме да тренираме. Кога дозна дека сум внуки на кој се израдува тренерот, супер, све добро. Ај вика, овој пат седете, следниот пат сопрема ќе дојдете тренирате и следниот пат сопрема дојдени, почнавме кондициони тренинзи и едно време вика се застанете со кондициони. Сега вика имаше таму еден вице шампион во јуниорска конкуренција на југословенско ниво. Значи тоа беше 89-90. Горан се викаше, Горан вика земи ти ракавици, ставите тако као за ринг, импровизиран ринг. И сега јас и седам, чекам со кого гора. Никола вика земи ти ракавици. А ја прв тренинг. Прв пат. Овој вице шампион на Југославија во јуниорска конкуренција. Ја прв тренинг. И сега што да правам, викам тоа е сега, никој не ме тераше со сила да одам сега. Што ќе биде, нека биде, ќе се борам колку можам. Што ќе ме снајде, нека ме снајде. И ми ставаат ракавици. Па не, нема таму малку е непријатно сега да речеш. Па и треба се додржиш да бокс, ама се сложи. Ми се сложи. Ќе ви кажам тоа е сега, викам, кој те тераше со кој сам си дојде, ќе си ги сносиш последиците. Ќе се борам колку што можем и тоа е. Ни врза ракавици, нели тоа, треба ти ги врза тука, ги ставаш, ти ги врзуваат и излеговме на рингот и доаѓа Миле Смилевски тренерот, вика вака се. Застанете малце и кажам. Ти вика Горан, само се браниш. Па добро, бар фер нешто колкуто. А ти Никола вика, треба да го утепаш. Да, викам, ова е нешто друго. А он знае да се брани и тоа. И сега што се случува? Почнува мечот. Јас колку што можам напаѓам. Едно 4-5, може и повеќе минути, не можев да го погодам во глава. Си изморив, на крај изгубив, не бев толку кондиционно спремен. Да. После, друго беше, после неколку месеци се спремив повеќе кондиционно и пасав на крај. И застана и он ми вика вака, ова е вика прва лекција. Во боксот спремен. Дури ако противникот не сме да те удри, ќе изгубиш, не сме ќе паднеш заради немање кондиција. Да, заради тоа што се Тоа е многу добра лекција. Значи,
Кога противникот не смее да те удри, а ти не си трениран, немаш кондиција, немаш техника, немаш ништо, тој не ми бегаше по ринг. Се се одвиваше на некој метар и пол, два. Мали ескиважи. Да, мали ескиважи, малаш упразно или го удираш во раце, тоа не се рачуна за удар. Да, тоа е, он навикнате на тоа. И дека ова ти е прва лекција, дека прво треба многу јако кондиционално да се спремиш и второ треба многу техника да научиш, па после да помислиш да излезеш на ваков меч. Добро викам, ја научив првата лекција и тргнавме со силни кондициони вежби, таму во боксот има најјаки кондициони вежби, бидејќи таму си сам на рингот. Таму нема кој ти помогне. Или си спремен, или си на патос. Едино те спасува белото пешкирче од тренерот, ама тоа ретко. Зависи од неговиот карактер, има некој поамбициозен. Манер сум ке гутне тој мојот тренер. Ќе падне у друг ринг. Значи, знаеш, во фудбал, например, 11 луѓе сте, или во мал фудбал сте 6, можеш да позастанеш, ќе снемаш кондиција. Да, ќе подмориш малце, ќе ја пуштиш или замена ќе влезе и така. Овде нема ни замена, нема ни застануваш ли готово. Као на ова кечериве, нели, на допир па друг влага. Има еден мој другар, нели, Куманово е град на боксот, ние така сме извикани барем на времето, извадивме неколку легенди, Речеповски. И еден мој другар се обиде пријател, додуше да се бори, отиде на прва борба, на прва рунда, нема тука, прва минута. Цак, прекина рундата. Што ти е, брат? Ми се слоши од гумата. Значи, све сум видел да се откаже борба, али дека му се слошило од гумата, тоа прв пат има видел. Добро, ден-денеска знаете да удрите вреќа, да... Да, понекогаш да. Не многу редовно, но понекогаш ќе отидам во некоја сала. Тоа е убава терапија. Кај што вежби моето обезбедување. Така, прв пат кога отидов се збунети од техниките што ги знам, бидејќи не ме познаваа во тој период. После се запознавме кога станав министер и така малку ме гледаат чудно по сликата, вие некако... Знае и да удара. Не се зезете. Не сега. Добро, а на вреќата ставате слика некоја за мотивација, нешто или тоа е чисто рекреативно? Смени ми сега друга сликичка става. Добро, луѓе, секој му треба дополнителна мотивација да удри појако во вреќата. Не, но боксот е вака многу интересен спорт, многу работи се учат за животот. Значи, таму не е само физичката спремност и техниката, психолошката подготвеност за тоа. Желбата да победиш или ако не победиш се најдеш на патос, тоа е една силна психолошка димензија. Чувството за одбрана, чувството за напад, чувството да го почитува секој противник. Бидејќи ако имаш лош ден, може многу послаб противник да те победи или ако го потцениш. Многу послабиот противник може да те победи ако го потцениш. И тука учиш лекции за животот. Тоа ви помогна и во животот, предпоставам, и влечете од таму некои... Мислам, ние се собиравме, паметам тоа, големи собирања беа, имавме нормално една македонска телевизија која на времето ни пренесуваше бокс мечеви од Касиус Клей, од Фрейзер, од такви работи сме гледали и најчудно ми беше како знае да се врати боксерот до 10-та рунда, јаде ќутек, буквално онака, гледаш дека тоа уствари не било ќутек кога ќе погледнеш, тоа е измачување на противникот. И после во 11-та, 12-та Касиус Клей се враќа као да сега почнал да се бори, го нокаутира тој другиот и завршена работа. Пресврт од кој што не би можел да се надеваш дека ќе се случи во тој момент. 3 рунди во бокс да издржите ви треба многу повеќе кондиција отколку една утакмица во фудбал од 90 минути. Сигурно. 3 минути само рацете да ги држите исправено. Неверојатно и сапувачки, а не личи така. Од страна кога гледате, мислите тоа е едноставно, но не е баш така. Добро, не пушите, не пиете, така? Да. Еден порок во вашиот живот ќе излезе театарот. Знам, да бидеме реални. Од таму се Да, од каде таа љубов кон театарот и дознав дека вие сте сакале всушност да одите и на режија, дека тоа е примарниот. Да, така тргна се. Практично јас кога превршував со средно, нели секој кога превршува со средно си размислува што понатаму. Си имав ранг листа така во мојата глава. Првото беше филмска режија. И идејата ми беше во Прага да студирам на ФАМУ. Таа што сега ја носиме во Македонија, во Охрид. Второ ми беше економија, трето ми беше право. Меѓутоа кога им соопштив дома за моите планови, најдов прво на шок, а потосна на едно многу долго и сапувачко и сериозно убедување. Од една страна кон мене. Сине, немај така. Баба ми покојна вика вака загрижена седи и вика не сме имале вакви фамилија што е работале. Од каде дето? Вујко ми во тоа време беше представник на Макотекс, тоа беше многу силна компанија во тоа време за трговија, беше во Прага.
и му се јавив на него, му кажав што планови имам. Бевме многу блиски ние и он вика, слушај, нема никаков проблем, тука ќе седиш кај мене, све ти обезбедено, логистика, све. Звучи најоле нешто. Ама вика, да размислиш нешто друго, вика. Тој беше правник право, например, има тука и добра права. Вашите на него. Нема, вика, мене не ми е за да студирам, мене ми е да студирам на најдобрата школа за филмска режија во Европа. Добро, нема проблем, ама размисли уште еднаш, еве, размисли исто. И најинтересно беше со татко ми на крајот. Ме вози во кола, така во тоа една негова уди во тоа време. И вика, и сега што а он беше чул, мислам мајка ми му беше кажала, што ќе студираш, вика сега, што сакаш да студираш, викам филмска режија, викам сакам да студирам. А он беше професор на факултет за дрвна индустрија, на шумарски факултет, одсек дрвна индустрија. И вика, гледам не ти се учи. Сакаш лесно да поминеш. Земи нешто сериозно, или ако не ти се учи, што знам што да ти кажам, еве, дојди кај мене, ќе ти помагам, ќе буткам што можам. Не би викам, не ми се учи. Се учи сака. Не работам да не учам. Факултет, не за неучење. Меѓутоа, со тек на време ме убедија. Ми влијае доста. Тоа се години кога уште си во размислување и така натаму. И отпадна првата опција, отидов на втората, на економија. Но затоа па после тргнав во аматерски театар. Во актерството, така е. Мите Грозданов имаше во тој период една група на аматери, кои што вежба во Јосип Брос доле, подосна во некои други простори, ги менувавме често просториите. И дознав за тоа. Еден мој другар што одеше во војска тогаш ми каже, вика, ќе дојде на тоа за исправи, како се викаше, банкет за војска. Да. Еден вика што вежба таму, па дојде да ти упознам, ако сакаш, пошам сакам да тргнам, ако интересно ми. И ми кажа, тој отидов и се приклучив на таа група, после од таа група не зема една група во драмски за некои мали улоги, статисти и така натаму. И бев едно 5 години таму. Додека студирав, фактично. Овој период од животот ни е многу сличен. Да, додека студирав и во 3 представи играв, во Чијаси, Греф или Шприцер и во Харем. Да, сите беа кај Димитар. Димитар Станковски. И сите беа ми се чини Сашко Насев. Да. Сашко Насев беше во подем тогаш сериозен, бидејќи Горан Стефановски веќе имаше напуштено сцената, планираше да замени и тогаш беше тој негов златен период на Сашко Насев, карта повеќе по 3 месеци однапред. Игравте со едни од најголемите бардови, мислам, таму во тоа време, тогаш се уште беа живи во драмскиот театар. Кој ви беше репер од актерите? Кој оној што се воодушевувавте кога ги гледавте на сцена? Има многу добри актери во Македонија и тогаш имаше, сеќам Нена Стојановски беше тогаш, стварно, беше нешто. Тој почина за жал. Мите Грозданов беше добар глумец. Одличен. Тој мислам пензиониран сега. Да. Мето Јовановски одличен глумец. Од помладата генерација Никола Вистановски. Никола Вистановски, ти си одличен глумец исто така. Во последната представа во Вечна куќа. Да, присуствувавте, да. Не ли размислувавте некако да отидете на академија да се запишете? Кога тргна веќе на економски, се задвобочив во тоа, го сакав многу тоа и денеска го сакам. Ова ми остана нешто како хоби малку. И така, денски учев, ја бев вонреден студент, денски учев, навечер идев у театар и искачав после тоа. Са Вајле пак ја станам и така денот од прилика ми беше, преку ден ги спремав испитите, навечер прво у театар, па после по кафичи и дискотеки. По кафичи и дискотеки. Добро, овдека можеме да направиме мала музичка пауза. Имаме спремено нешто за вас, нешто по ваша желба, па да оставиме Скандал састав да изведе, а ние се враќаме веднаш после музичката точка. Останете со нас, драги мои, наши гости вечерва, господинот Никола Груевски и господицата Каролина Гочева. Life is in the air, everywhere I look around. Life is in the air, every sign and every sound. And I don't know if I'm been foolish, don't know if I'm been wise, but it's something that I must believe in, and it's that when I look in your eyes. Life's in the air, in the whisper of the trees. Life is in the air, in the thunder of the sea. I don't know if I'm just dreaming, don't know if feeling sad,
but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, love is in the air. Oh, love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly down. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see a dream, but you're something that I must believe in, and you're right when I reach out to you. Life is in the air, everywhere I look around. Life is in the air, every sign and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and when I look in your eyes. Love is in the air, love is in the air. Love is in the air, love is in the air. Се враќаме назад во студиото, благодариме Скандал састав, Love is in the air. Љубовта е во воздухот. Што значи љубовта за вас? Како ја дефинирате љубовта? Колку е таа битна за еден човек да функционира, за да функционира едно општество воопшто, единка? Љубовта е многу важна. Водилка. Водилка? Баланс, се. Без Каролина, што мислиш ти за љубовта? Бидејќи во твоите песни опеваш љубов и тоа премногу, би рекол, недоволно би рекол, бидејќи таа треба да се опева секаде кај што стигне. Што значи таа за тебе? Секако дека е многу битна, може би најбитна. И многу е битно да поминуваме што повеќе време, да посветуваме повеќе внимание, што повеќе внимание на луѓето кои ги сакаме и кои не сакаат. Така, кога сме кај луѓето кои ги сакаме, вие сте татко на две девојчиња, тоа се Анастасија и Софија, така? Така е, Анастасија е постарата. Постарата Анастасија, Софија помалку. Софија е помалку. Што се смени во вашиот живот откако тие се појавија на многу овој свет? Тешко се опишува со зборовите. Тоа се доживува. Да. Татковството е најголемата улога, претпоставам, која секогаш брзам порано да се вратам кога можам. Мотив повеќе за тоа. Повеќе играње со нив, забава со нив, грижа. Така. Знаат да многу тешко со зборови се опишува. Знаат да ви ги отргнат сите мисли кои дента, не знам, некои државници, некои наши. Не, може тешкрено изнервиран за некои проблеми и да тоа брзо да помине после. Кога те вика ајде да си играме. Тука нема умор, така? А ти дојаш нешто по на глава, нешто лудо, некој со, ајде да си играме. Ама ја она нешто, ајде да си играме. Нема. Ја чекам да си играме. И викам, стварно, она ме чека цел ден да си играме. Да. Се што јас не интересира. Што ќе замарам сега, готово играме и баталувам се и играме. Предпоставам ваша најголема слабост, така? Едните од на кои што не може да ги одбиете и да им кажете. Или на сабајле одам некаде и ми вика, каде? Се спремаш? Викам, па на работа. Јас мислев да си играме денеска. А добро, може да се случи некогаш да ве натераат и да задоцните некаде, да отидете малку подоцна. Да. Сигурно. Се случува. И тоа почесто да го правите. Тоа би било подобро. Каролина, ти си се уште немажена. Тоа е на радост на Дејан. Таа е, Кармина, брат. Но,
После ќе разговарам. После 15 јануари, до 15 јануари. Ние цениме дека вакво прекрасен човек како тебе било штета да не се репродуцира и да не ни остави наследници кои ќе те наследат тебе, се надеваме во ова што го правиш. Кога планираш тоа да го направиш и дали е тоа заради професијата, заради кариерата која тебе навистина ти одзема поприличен дел од слободното време, или е тоа што не можеше досега да му подариш доверба на ниеден од оние кои до сега со тебе во животот ги среќаваш или го делеше тој момент наречен љубов? Па добро знаеш, тешко е за особа која што се бави со мојава работа, со нашава работа. Па да, тешко е да се најде партнер кој што добро ќе плива уз тебе со тоа. Ќе поднесува да. Не знам, тоа се работи кои што јас сватив дека не се планираат и се случуваат или не се случуваат. Не знам, се случуваат тогаш кога треба. Ако треба, се разбира дека тоа е еден од моите желби и планови, меѓутоа ништо со сила немам желба ниту потреба да правам. Да, се разбира дека секоја жена сака да се оствари како мајка, а до тогаш имам внука ми на која што го посветувам комплетно цело внимание и сега едва и чекам да ја видам за неколку сати кога ќе стигнам во Битола, затоа што ме чека да ја однесам некои подароци кои што ми ги нарачуваше. Така да не знам, кај секој мислам дека Господ има за секого нас поинаков план и ние не можеме ништо да направиме. Смислено нешто. Има скртнато нешто и од скртнато не можеме ништо не се бега. После 15 јануари. Добро, и ти... Пази, пред премиер не се лаже. Сама си кажала. Да, шо правиме што сум од Битола? Нели имаш лошо искуство? Клавирот ќе офрлим, не подробно ми кажа. Гајди ќе ти убацам многу. Дека гајдите се ваши инструмент? Пола од семејството не знаеш. Белшани и мешани. Комбинирайте нешто клавир и гајда. Да, клавир и гајда. Што ли инструмент може да биде? Ноктурно за клавир и чело. Ама, ако се случи нешто бели чорапи, никогаш веќе нема да смееш да облечеш. Па ми рекоа земи чисти чорапи за денес, теме Каролина и премиерот, викам чисти само белите чорапи. Да докажеш дека се чисти. Могли на гипс. Лека. Добро, а како го поминувате времето со семејството? Каде ги знаете да ги однесете некаде? Имате некој омилено место каде што се осамувате? Бидејќи сепак каде и да се појавите, тоа би предизвикувало бура од реакции, луѓе би на... Па, или дома, или на прошетка некаде. Некогаш на водно, некогаш во парк. Имаат они своји омилени места каде што сакат? Во центарот на градот. Некаде кај што има да се игра, или да се трчи. Да, ви не достига тој момент да можете без обезбедување да се прошетате со нив? Не достига, да. Да можете така нормално да биде тоа поминување по улица, да не биде толку одма. Јас се трудам да не е многу блиско до мене обезбедувањето и да не биде дел од нас. Да, да се гледа. Они често се бунат, бидејќи нивните тренинзи се поинакви и дури нивните тренинзи се такви кои им наредам да си одат, да ако треба и да ме изважат, а да се тука некаде. Да. И јас им викам, добро, нели се договоривме си одите. Вика, извинете, ние така сме тренирани да ако випот, така ги учат ни випот, бидејќи нели денес е кај мене, утре кај некој друг ќе видат обезбедување. Кога випот ќе ви рече да си одите, а правилата не ви го дозволуваат тоа, ако морате и да го изважите. Значи дозволено им е да ви излажат. Дозволено. Да. Тоа е во интерес на ваша заштита. А има обука во многу земји во светот, има во Америка, во Турција, во повеќе други земји, тука во Македонија и да. Така се правилата во таа област. Тоа е она од прилика како кога ја лажеш жената и викаш ја тоа само за да те заштитам. Да. Не те лажам заради нешто. Да, Каролина, имаш ти време со твоите другари од детството од Битола да поминеш одреден период, наоѓаш време да споделиш моменти со нив и има ли такви луѓе кои ти датираат уште од детството? Има, па јас ги негувам сите мои пријателства. Сите мои пријателства се долгогодишни. Значи, се уште се дружам со истите другари од Битола кои што ми биле во средна школа. Исто и во Скопје ми се баш сите пријателства ми се долгогодишни од првите години кога сум дошла тука. И мислам дека пријателите се многу важен дел. Можеби еден од најважните делови во нашиот живот. Тоа се тие анкери кои на нас често пати и психијаторот како професија во Македонија не може да биде успешен. Па нема потреба од затоа што ние меѓу себе си делиме тајни, разговараме, ние сме се уште нели на Балканите, века повеќето, но комшиски. Ќе дојдеш, ќе му се изјадаш на комшијата, ќе ти олесни, ќе му ја префрлиш на него тегобата, он после ќе отиде на друг и каже, знаеш што ми кажа
вака и вака му било, на третиот и тоа веќе се Очиде расплинува, муката. као хомеопатија се разводнува некако. Комшија дома вика, Веро, зарем могуќе? Не, веро. Да, веро. Веро, мене некој да ми ја кажува овој дека овој Келчо и овој Длгчо ќе ја донесе премиера у емисију. Веро, да не дужем неки јаке пари, веро. Веро, викаш? Па не можела банка, више не можел да овде, ама следите ни. И веро. Веро, знаеш ли дека Никола бил боксер? Како не знам, оне, како не знам. И ти ли? Па, да. Па јас сум тренирала бокс, Па веро, од кога ти овој нос? Ја нема, па и знаеше да избегам од ринг, веро. Да. Тој веќе не си многу храбра, веро. Веро, еден пат случајно да избегам, залете се удари у тој јуже, врати се назад, удари га тога се не свести, ќути среќа случајно, тој ми се важи како погад. Добро, Веро, на njega иде ли му некад, пошто е бија боксер, така сега е политичар, мислиш не му иде некад да стане да ги зачука по едно, две шеја? Па затоа и он вика, многу учи од бокс. Да се контролираш малце, Веро, иначе сигурно му доаѓа како не му доаѓа. И Веро. Веро, знаеш ли дека он, уствари, ја не знам ти како ќе го сватиш овој сега, маш ќе се наљутиш, маш не, ама он е едини премиер кој нас до сега у Македонија што кад победи преко ноќ уште исти ден док не се објавени резултати не се пресели у Вилу на Водно. Прв. И едини што живее уште увек таму каде што си ја живеа е пред да биде премиер. Викаш, Веро. Па Веро, ајде размисли прво. Кој како е бија премиер, куде е седеа? Па куде се оцелија још пред да победи. Значи, куферчиња на завршуваев избори, куфери со спакувани. Комче, извини, сели се. Селимо се, а можда и не. Стави едно кафе да причекаме малце. И Веро, колко ли овие кандидати ги пакуев, куфери па ги распакуев. Куде знае колко е тужно, Веро. Леле, Веро, кад ги напари. Он си остана да живи таму, у стан, куде што си живеа. Зашто не се пресели горе ја, Веро, како би отрчала од тија колку квадрата со тој, Веро? Ти 400, Веро. Има си игра, Веро. И двор. Двор, 5 двора има. Да се тркаја. Со школски двор. Супер беше, стварно, алал нека ги е. Видемо што видемо. Се беше на место, Веро. Ја мислу, Веро, грешка се биле што не се га викале до се. Видиш, Веро, и убав песма поручил. И добар вид кажа, Веро. Све направи што треба. Дали знаете да се зафатите со ординарни домашни работи? Тоа сигурно е менјање пелена, менување пелена, такви работи. Или да се вратите дома и сопругата да каже уморен, влада, со станоци, еве, ја, например, ќе се вратам од театар, представи, и жена ми каже, сега ти си наред со детето, ја идам да одмарам малце 15 минути. Пошто 24 сата е со нив. Се зафаќате со такво нешто или ве поштедуваат со оглед на тоа, знаејќи колку сте? За среќа ме поштедуваат. Нормално јас понекогаш го правам тоа од љубов, да бидам со децата, да си играм со нив или нешто, да помогнам ако треба, но не по зарад. Не по наредно. Добро, тоа е... Кој е газда дома, мислам? Софија или Анастасија? Кој предничи во тоа? Тоа е тешко да се каже, тие се во возраст кога едната е, нели... Во таа возраст, 1-2 години разлика е веќе доминација. Така што тој аспект поголемиот е секогаш води во нешто, а помалиот во тие години. Да, помалиот мора да трпи малце да... После кога ќе порасна, тоа се изедначува и веќе доаѓа до... Значи Анастасија е сега за сега. Сега Анастасија, да. Она ја води работата, да. Да, и што значи една желба за вас? Играта. Неизина желба за вас, што значи, мислам, кога ќе ви каже сакам тоа и тоа... Па најчесто се трудам да исполнам. Освен ако не е нешто што би ја расипало или би влијаело негативно, например, купување на многу играчки би влијаело негативно. Добро е да се купуваат играчки, но не да не се претера, да. Или било што, не само играчки. Треба да се гледа умерено, ние многу внимаваме на тоа да биде се умерено и да биде се нормално. И се трудиме максимално да не се оптерети со политики и со мојата работа. И прилично успешно до сега. Прилично успешно воопшто не изборуваме за мојата работа. Што работиш? Тоа сакам да прашам кој ќе прашам. Знае каде работам. Добро, не гледа и телевизија. Да, гледа, ама се трудиме да ја одвратиме. Менуваме програми кога има такво нешто, но веќе е прво оделени и почнуваат да ги разбира работите. А имаат се односот у школа, еве на другачи учителката малце. Имаме разговарано и со учителката во смисла да има целосно еднаков третман. И кога е нешто за пофалување, и кога е нешто за критика и така. Да не се почувствува подвоена. Да. Не би сакале да има било каков третман повеќе од тоа што го има секое нормално дете. Веруваме дека тоа во животот ќе и нашкоди. Ако сега го има така. Дека кога ќе стане повозрасна ќе има лоши последици заради тоа. И затоа се
на тоа. Знае веќе работи во влада. Пред некој ден ја прашува еден мој пријател, вика, кај работи татко ти, вика, ја праша Софија, помалата, таа уште не ги развива толку работите. И она нешто се мисли, поголемава и вика, во влада Софија, во влада. А што работи? Ова пак нешто се мисли, ова и вика, и шепка и докажува, вика, премиер. А што е тоа премиер? И сега тука више двете заглави. Вика, и поголема вика, нешто на телевизија често е, и нешто за нешто е главен, ама не знам точно зашто. Не ми е јасно, не ми објаснува. Обично јас кога има на телевизија му викаат на малиот, дојди татко ти е на телевизија. Кај вас е обратно. Чекај да смениме. Човек кој што се грижи за работите во државата и се да им биде како што треба на граѓаните. Многу се среќала со премиерите од другите држави. Има кратка коса, кафеава, работи во собранието. Во нашиот премиер е Никола Груевски. Тој пред да стане премиер се бавил со бокс. Па со спорта, не знам се па Со бокс се грижи за државата, прави планови за градење на згради и куќи, училишта и градинки. Човек кој се грижи за граѓаните, работи во владата. Човек што се грижи за граѓаните, има кафеава кратка коса и кафеави очи. Мислам дека живее во зграда. Човекот кој што се грижи за државата и за жителите во неа. Дали они пројавуваат некои афинитети кон музика, кон спорт, такви работи, ги усмерувате кон нешто такво? Да, се трудиме да ги усмериме кон спорт. Нормално за девојчиња, за таа возраст, индивидуални спортови се во таа возраст. Моториката почнува да се развива негде после 7-та година за групни спортови. До 7-та се препорачуваат и гимнастика или пливање, па ние со гимнастика почнавме малку, па после ритмичка гимнастика. Супер. Малце на јазици повеќе учење, се трудиме да им помогнеме во тој дел. Прошетки, така, тоа е. Да. Говорите неколку јазици или англискиот? Јас англискиот го говорам, послабо германскиот и францускиот сум ги учел, но не ги користам многу и не се осудувам. Што не се живи, да, толку што не се активни. Англискиот го користам секојдневно. Да. Практично се е сведено денес. Добро, да, комуникацијата е на англискиот, тој е официјален, апсолутно. Каролина, како започна целото ова кај тебе? Кој беше виновникот? Од каде е ова музикава? Дали е тоа генетски наназад во фамилијата или ти си првиот што се занимава со музика? Па јас сум првиот што се занимава професионално. Нема ли у фамилија? Нема ли се немаме вака у фамилија? Што е работа? Што е работа? А мајка ми кажува дека нејзиниот татко знаел убаво да пее, дека бил музикален. Добро, и мајка ми е музикална. Меѓутоа никој никогаш, значи не размислува во тој правец, значи не се занимавал со музика. Јас уште како дете, уште кога бев многу мала, се сеќавам дека многу ме интересираше, стално купував во тоа време, нели касети беа, купував албуми од пратев кој све е актуелен во светот. Тогаш нели Југославија уште беше кога растев јас, кога бев мало девојче. Се запишав во музичко, значи учев паралелно, нижо музичко, паралелно со основното училиште. Тоа во Битола е. Во Битола, да, така да откако знам за себе, сум сакала, ме интересирало, значи сум сакала да се занимавам со тоа, меѓутоа кога сум била дете нормално, нели тоа ми била желба, не сум ни можела да претпоставам дека тоа толку брзо толку рано ќе ми се оствари. Добро, кога почнав, значи на се тогаш не знам, некако се ми беше тоа како некој сон. Како некој сон, како некоја шега и беше баш интересно. Ке помине ова па. Да, а после постепено. Дете излегуваше со некој. Па да, тоа зборувавме дека мислам дека е на сцената повеќе од што некој има вкупно кариера вака кога ќе погледнеш. Па да, баш долго време, меѓутоа тогаш нормално дека сум имала поинаков однос, значи тогаш ми било само хоби се, а после 18-19 година веќе сум. Добро, и песните беа поинакви, тоа е нешто истражување, тогаш се компонираа поинакви песни, тогаш сериозна, тогаш имаше се снимаше овдека во македонска телевизија, во М2 и строго со оркестар, значи така беше, да. Беше доста сериозен пристап. Да. Музиките не беа тие што се денеска, не беше толку. Не, тогаш беа нели главно фестивалски настапи. Фестивалски шлагери, некои такви. Макфест, Скопски фестивал. Шансони се компонира. Ова што го правиш сега е феноменално. Мислам, вам ви се допаѓа, претпоставам, музиката на Каролина. Посебно оној албум од 2008
македонско, албански. да, македонска Много девојче. добро. Да, и овој македонско девојче двојкава, мислам дека тој ќе ви биде новиот фаворит, пошто мене веќе полека ми станува и ми се допаѓа и насловот, македонско девојче 1, па македонско девојче 2. И тоа е првиот, како се вика део? Серијал што воопшто го имаме ние. Кажи ми, ќе продолжиш со ова петолинија, со ова боја да ја боиш својата музика или ќе менуваш концепт? Мислиш во овој стил? Во овој стил, па да. сега наредниве 2 години значи ќе бидат во оригината на овој албум. Значи имаме голем број планови кои што ни се врзани за овој албум, за Македонско девојче 2. Првиот излезе во Македонија и во Србија, сега овој планираме да го издадеме секаде на просториите на поранешна Југославија. Од Вардар до Триглав. И секаде ќе биде интересен и на македонски. Па ќе биде исклучиво на македонски, да, бидејќи нема логика да се направи. Одличен е со тоа што ја носи македонската музика, направена, па токму затоа сметаме дека ќе биде интересно, нели тоа, бидејќи македонскиот фолклор секогаш е радост слушнат во надвор од границите на кубанскиот фолклор што си го нели направија да биде тоа Буена Виста Social Club, тоа е буквално таа нели нивниот Јас прв пат кога ги слушав мислев дека се преработени староградски, но после сватив дека всушност не се така. Па да, имаше дел авторски, дел имаше авторски? Да, некои личат, не се староградски, а личат како да се како да се одамна во модерна верзија, во модерна варијанта. Ќе помислиш дека е тоа стара народна песна и после ќе дознаеш дека уствари тоа е. Да, е сега на овој албум имаме главно авторски песни. Значи 8 песни се авторски. А за вториот албум па повеќе би рекол, извини дека се песни кои се најмалку 50 години стари, а тоа се сосема нови песни. Да, тоа се значи 8 се авторски песни, 2 се само преработки на овој албум. И сите се направени, како што спомнав, од Никола Мицевски, кој што направи вистина нешто одлично и едва и чекам да го чуете, сите да го чуете. Капа и ние се надеваме, нели ќе ни дадеш и по еден примерок. Секако. Ние имаме малиот Дарјан, ова е Дарјан. Дарјан. Добар си? Да. Пејачка, позната во Република Македонија. Имам многу песни. Позната пејачка. Позната пејачка која што пеела на Евровизија. Има многу песни. Таа настапувала на Евровизија и ја знам песната 1 март од нејза. Многу е популарна. Секна нова година Каролина Гочева и продолжи да снимаш многу песни. И има една песна 1 март. Што мислите? Јас кога ќе пораснам да бидам фудбалер, 200 евро. Боксер или премиер? Аха, добро прашање. Вака сега, мој совет е да почнеш како боксер, да продолжиш како фудбалер и да завршиш како премиер. Идеална комбинација. И мислам дека ќе ти требаат овие ракавици, така? Мислам дека со овие ќе бидеш малце смешен и дека нема да те сватат сериозно. Ова се професионални ракавици? Да, ова се професионални за бокс, не се за кикбокс, ова се за бокс со врци се, за кикбокс се со лепенка. Да, значи ова Дарјан, ова ти треба за да станеш професионален боксер. Да. Значи многу како беше форона за требење ориз нешто. Да, што е упорност? Кога на боксер ќе му дадете со ракавици да треби ориз. Многу упорно. Сте тоа е упорност и тоа е доследност. Каролина, ќе ја прашаш нешто? Ајде. Каролина, кој ти беше најдобар подарок за нова година? За нова година. За нова година? И не мора оваа нова година, може наназад некои нови години. Најдобар подарок ми беше една песничка што ми ја отпеа внука ми. Да? Па да, мене, не знам, таа ми е стварно најважната личност во животов. Изминативе 2,5 години од како се роди, така да се што таа ќе направи ми е подарок. Така, сега ќе си седнеш тука и ќе седиш мирен, нели? Овие се ракавиците кои ти требаат и овие ти се веруват од екипата на премиерот ги донесува за тебе, да знаеш. Во животот човек треба да има мото и водилка. Нешто што го носи во животот, нешто што е мисла. Што е тоа што вас ве носи во животот? Што е она мисла која сте ја чуле како совет од вашите, дали е тоа од роднина, од родител, од пријател? Што е тоа што ви дава сила да издржите? И понатаму по сите премрежи, мислам, ние не сме толку напаѓани, но очигледно е дека вас заради функцијата си земаат за право луѓето, нели, да напаѓаат, да
некои ве оценуваат подобро, некои полошо. Што е она што вас ви дава сила да издржите и покрај нападите постојат и луѓе кои викаат да, тоа е во ред, нели? Вие сте свесни за тоа, но мора да има нешто што внатре го тера човека. Некое мото, нешто што вие би сакали да го пренесете на своите деца. Упорност да се докаже вистината и да се успее во зацртаното, во сонот. Истрајноста. Истрајноста, да. Да, но при тоа не но треба за да позитивна работа. Знаете, има упорни и истрајни луѓе за негативна. Има многу интелигентни луѓе, многу паметни луѓе, ама својата енергија ја насочуваат кон негативни работи. И тие не ги почитувам. Иако не можам да негирам дека се интелигентни, паметни, добро зборуваат и така натаму, но постојано во некоја негатива. Не, во позитива, да помогнеш на некого, да создадеш нешто. Тоа е тоа што останува. Така е. Да помагаш и да даваш на луѓето тоа што можеш да им дадеш, тоа што да бидеш искрен во пристапот, да бидеш честен, нели, и вистината да биде таа што се ке подобро нешто ако викаат нашите, ако не можеш да го кажеш аго, него викај манго, нели? Војко ми викаше богат си толку колку што имаш да дадеш. Да. Има луѓе имаат многу, но не даваат ништо и ја не се богати. Тоа ше тоа бадијало. Има луѓе имаат помалку, но даваат, помагаат, поклонуваат. Било каква вид на давање. Некогаш и давање љубов е давање. На некој тоа му недостасува. На најмногу од луѓето им недостасува љубов. Убавиот збор понекогаш повеќе ќе помогне од било што да му кажеш. Маќа Тереза има една убава мисла од прилика, ќе ја парафразирам, вели најголемата сиромаштија денеска е сиромаштијата од љубов кај многу луѓе. Има многу луѓе што имаат богатство, имаат успеси, но се празни и сиромашни внатре во душата, немаат љубов. Заради тоа богатство или заради тие цели што ги имале, заборавиле се, оставиле се. И на крај остануваат сами или со лицемери околу себе. А тоа го чувствуваат. Да. Лицемерието се чувствува. Тоа стануваат уште лоши. Тогаш уште поагресивни стануваат. Поагресивни стануваат за да нема баланс, нема хармонија. Да искомпензира, така е. Каролина, што е тоа што тебе те тера во животот? Што е тоа што ти си го наследила, си го чула од твоите, ти го дале како предложка за мото во животот, за водилка што ќе те носи понатаму, или само си го осознала апсолутно? Па да, секако е битно човек да биде упорен, истраен, да знае каде оди, да бидејќи постојано ќе се појавуваат луѓе кои што ќе те натераат да скршнеш, кои што сакаат да или да ти го препречат патот, кои што не знам, сакаат да го невозможат твојот успех. Меѓутоа човек треба да биде истрен, да биде сигурен во себе и треба да внимаваме што правиме. Значи никогаш не треба да го правиш она што не ќе тебе да ти се случи. Секако треба да се негуваат луѓето кои што се околу нас, оние кои што се квалитетни. Да, верувате во Бог? Да, Каролина? Да, верувам, јас. Да. Колку тоа ви значи, ви помага, знаете да се помолите понекогаш, да се обратите кон него, да ви дава некоја сила, ви дава нешто? Да, тоа е мисловен процес и тоа е душевен процес, да. Апсолутно. Тоа е една убава мантра која... Дури одиш во црква, знаеш да? Па не многу често, искрено јас потекнувам од семејство во кое што религијата се сваќа релативно, значи да, ние ги обележуваме Велик ден Божик. Меѓутоа никогаш не знам, не ме воспитале да бидам претерано религиозна, меѓутоа да, веруваме и секако дека ги почитуваме оние празници кои што се главен повод за да се собере семејството и на тој начин ги гледаме секако. Знаеш што, убаво е одењето. Одиме и во црква, да. Убаво одењето од црква, но најважно е животот да го живееш христијански со позитивна мисла и со позитивни дела. Ако не го живееш така, одиш во црква, нема никаква... Да, црквата не може да испере ништо. Па така е, да, многу е погрешно доколку човек нема чиста мисла, доколку прави лоши работи, да мисли дека ако кажеш молитва или се обратиш до Бог или се прекрстиш, дека се ќе биде пространо, дека тоа ќе биде пространо, да, избришано. Вела дека Бог ти помага онолку колку што си помагаш ти себе си и те чува толку колку што се чуваш ти себе си. Значи, помогни му, отвори му пат за да он дојде до тебе, за да биде почиста неговата љубов и да не мора да те чисти од толку многу гревови. Па да, знаеш како е, сами на себе сме си најголем пријател и непријател истовремено можеме да бидеме, така да Господ не може многу да ти помогне доколку самиот не си помогнеш себе си. Така е. Да можевте да бирате повторно, дали би се родиле во Македонија, дали би сакале да се родиле? Да, зашто не? Да. Каролина? Па би, јас бидејќи не знам, не можам да замислам. Не можам Ништо не можам да замислам дека би можел да бидам нешто друго. Да, тоа така не знам, да задоволна сум среќна.
својот живот и би Македонија би го секоја одживеала држава повторно и истиот прекрасна живот. така, да. Јас сум роден во Македонија и многу ми е жал што другите не се. Може и така да се каже. I am Macedonian, you have a right to be a jealous. Talking to me? Ja, да, па едно I'm born in Macedonia. Добро. Also. Вака, има ли нешто следно со што ќе ни изненадиш? Што е тоа што ни припремаш во животот или Добро, тоа е, еве, албумов е значи процес кој што на подготвување, процесот на подготвување траеше едно 2 години. Снимањето беше еве сега до пред месец дена, така да тоа е она кој што го подготвувам и добро нема да е изненадување бидејќи веќе го најавивме, нели? Но тоа е она на кое што ќе бидам сконцентрирана на наредниот период. Так. Мислам дека ова ќе биде прво политичко прашање што ќе го поставам. Не изненадивте со еден прекрасен театар, не изненадивте, не ширавте. И се припремаат уште неколку театри, што мене лично не знам како ме разнесува по сводовите, бидејќи прекрасно ми е кога некој мојата каста ја третира така. Што е она што треба да очекуваме? Политички кјутеки за тој театар. Колку чини, што чини, зошто толку приоритет ли е, не ли е, но се е добро кога добро ќе се заврши. Апсолутно, и тоа е феноменален театар, респективна. Мислам дека кој како ќе влезе во театарот ќе престане во најмалку рака да критикува. Да. Некој може би ќе пофали, ама најмалку ќе престане да критикува. Или ќе види дека на сила критикувал, дека не било до толку. Знаеш, целиот тој проект и со театарот и со другите објекти одоколу е се една сериозна политичка прашина, магла, која што ги заматува многу погледи и многу очи. По некој време тоа ќе падне. Зборам, може би тогаш кога нема да бидам во политика по 5, 10, 15, не знам колку години. И таа магла ќе падне и ќе останат делата. И тогаш луѓето ќе расудуваат дали е тоа добро или не е добро. Сега се под влијание на таа магла, сега е се заматено, овој вели вака, тој вели така, сите се обидуваат некакви спинови да направат, некакви... И окей, тоа е нормално. Мислам, во политиката го има тоа и тоа е тоа. Опонентите се за тоа, они мислам, може би се плашат дека ако испоисфалат ќе влезат таму кај што не треба да влезат во некои други води, но градите уште 4 театри во Македонија. Или 5, тако сум Не, вака. Го градиме Велешкиот, тој е при крај. Тоа е, значи, да кажеме, сте играле во Велешкиот театар, така? Во Велешкиот не сум дали сум играл, не сеќам. Јас имам во многу из Македонија. А сте биле во Велешкиот театар да го видите? Сум бил. Беше во многу лоша состојба. Што публика не може да седи. Ја имам иначе тони 188 представи изиграв. 188? Со овие 3 представи. Тоа е многу повеќе него некои актери што ќе изиграат за 20 години. И потоа прекинав, почнав да работам во банка и стана малку и непријатно, доаѓаат клиенти, разговараме за кредит, камата, они ми викаат, те гледав синоќа, ова направи, тоа направи, малку стана непријатно и пред колегите и прекинав да играм. Сум одел на гостување по многу театри низ Македонија, имавме турнеи. Особено со Чијас имавме турнеи. Тоа беше, да. Ова екипа што играше таму, Ванчо Петушевски, Гоце Тодоровски, Џокица Лукаревски, Игор Џамбазов и цела таа екипа таму, повеќе ги имаше, голема група беше. Чоревски беше директор на театрот и тој патуваше со нас. Бевме во Струмица, во Струга, во Прилеп, во Битола, не се сеќавам се, Радович ми се чини игравме или Штип. Штип сигурно. Штип сигурно, Радович. Штип сигурно, за Велес не можам да се сетам точно, тоа беше некаде 1991, ако не се лажам, 90 или 90. Ако сте биле, мора да ги паметите кофите кај што, нели? Кофите од Драмски ги паметам кофите. Па прва работа што правевме кога стана премиер ги реконструиравме да тоа се тргне, а сега веќе сме при крај со еден проект со кој што сакаме да се обидеме да привлечеме концесионер за Драмски театар. Тоа значи друг да го изгради, но да го изгради многу поголемо од колку што треба, да му биде некој деловен простор за него или што сака. Така како што прават во свет. А оној дел што е замислен за театар, да ни го остави во карабина, а ние да го доработиме и на тој начин да заштедиме во смисла на градба. И мислам дека до крајот на јануари или почеток на февруари треба да излезе тој јавен повик за изнаоѓање концесионер. За градење на Драмскиот. За градење на Драмски, малку подоцна, неколку недели подоцна и за стариот МНАТ. Сега прашањето е дали ќе успее, дали ќе најдеме некој што ќе влези во таа работа. Таму во стариот МНАТ треба да се пресели театар комедија. Тоа е нов театар што е отворен. Тоа е нов театар што го направивме за да знаете што ми беше главната цел. Има многу луѓе што не одат во театар. И единствен начин да ги намамиш да дојдат во театар е да почнат со комедија. Тоа е релативно
полесен за уе што не биле. Поприфатлив е така. Поприфатлив. Јас се сеќавам, чија си беше еден вид така мелодрама, трагикомедија и така. Завршуваше како трагедија, почнуваше како комедија. И многу луѓе доаѓаа да се насмеат. И имав многу познати што дојдоа само заради тоа. И што некој див продолжи, а после дојдат и на други представи. А пред тоа не помислувале у театар дојдат. И мисле дека е добро да има, прво некој сака да оди на комедија, а второ, добра мамка е многу луѓе да се навикнат да одат во театар. Кога тој ќе дојде на 3-4 представи во тој театар, после ќе рече па да отидам јас и во МНТ, и така добиваш стандарден гледач. Значи гледач што постојано оди во театар. Или гледач кој се гради со идењето во театарот. Ние пред се сеќавам, имаше еден од клас ми беше од средно, нема да му го спомнам името, не е коректно. Негде се сретнавме, се немавме видено долго време, нели средно кога ќе завршиш и се сретнавме, што правиш, како си? Ја викам играм во чија си, во театар, и викам да дојдеш да ме гледаш. Вика, ја во театар не сум бил, ама ќе дојдам, вика. Те држам за збор, викам, ако треба и карти ќе тварам. Не, ќе дојдам. И сега после дошол и ми раскажува. Така он живее во некој од приградските населби и вика, тргна, вика, у театар, и ме на автобуска одам и ме среќа еден другар, ми вика, кај бе ти идеш? И му викам, идам у театар. Ти у театар? А не, за така, ти нели фудбалски овој? И вика, ја му викам, не, другар ми од средно ига, па... Не, натера да идам, иначе... Се оправил човек. Па добро, во театар, мислам, ние изградивме една одлична публика. Тие истите кои пред 20 години вриштеа, урлаа, викаа, тоа беа средношколци кои ни ги носеа, се нервиравме ние зошто ги носат, денеска имаат по 35-6 години и тоа е сериозно изградена публика во театар која знае точно како да се однесува во театар, кодексот го има научено, а пак новиот театар приметува, морам да ви кажам, бидејќи ние ги играме секој ден, веќе го има кодексот на облекување на луѓето кои доаѓаат во театар, што нешто на запад е традиција, кај нас, значи, најверојатно оние стари бараки оставаа простор да имаш и таков однос кон театарот, ма дај, нема да идам у театар. Ова е нешто сосема друго и мислам дека сме на одличен пат. Велешкиот сега треба да биде готов за некој месец, како што кажав, и Стурничкиот треба да го... Тоа е као, викаме реконструкција, ма скоро као градба. Тоа е градба, тоа е срушена целата, малиот, кај што бил оригиналниот, не во домот на културата, да, тоа е прекрасна зграда, ја имам гледано, тоа се руини, тоа од темел буквално би требало да се гради. Понатаму размислуваме за Охрид, но се уште не можеме како фетување да дадеме, многу ни доаѓа, филхармонија не е завршена. Да. 27 милиони евро треба да се заврши и во наредните 3-4 години на тоа ќе биде. Имаш нешто те блиски тоа е одлични проекти, капитални, скапи проекти, меѓутоа тие остануваат за наредни 50 години. Така е, за 50 години некои луѓе кои ќе се родат во Македонија ќе кажат сосема нормално дојдат и мислам дека тогаш ќе дојде обично вистинските работи подосна доаѓаат до својата вистинска вредност. Кога ќе падне политичката магла што се создава. Така е, прашината ќе слегне, тогаш ќе почнат да ги гледаат. Мислам, чиста слика останува. Така е. Каролина, одиш во театар? Па мојот зет е актер, така да одам често. Кој ти е зет? Иван Јерчич. Стварно? Тоа е на сестрата на мажа, сестра ми сопругот, да. Така да често одам, да. Па не знаев дека Иван Јерчич ти е зет. Супер, ама ти одиш тогаш само во Битолски театар? Не, добро, одам, меѓутоа во Битолски одам, да. Иван Јерчич игра во Битолски? Да, во Битолски театар, да. Одам често, одам и тука, да, меѓутоа во Битолски нели повеќе, зашто за да го гледам зет ми се. Така да мораш да го гледаш, да видиш да што прави. Добро, трените звездиве надвор, пејачкиве играат во театар, во филмови. Би заиграла во филм, во театар, која би ти се понудило тоа? Па би. Се опробала на таа магична сцена. Бидејќи велат еднаш кога пиеш од тие театарски водички, секогаш се навраќаш на изворот таму некако. Да, добро би направила, обито што да не. Сум размислувала. Па мислам дека и доволно атрактивно да во една представа се појави Каролина Гочева и да игра, дека тоа би бил одличен маркетиншки момент. Тоа го прават веќе во нашиот северен сосед. Да, го прават, да. Нели веќе втора представа извади Тијана. Мислиш дека би можела да играш бидејќи вака како глумица? Па и немаме ваков екземплар. Па не знам, стварно не знам, никогаш сум немала прилика да се опробам. Можда не знам ни дали имам талент за тоа, стварно. Имаш женско си. Не си пробала. Можно е, зошто да не, знаеш, би сакала да пробам секако. Вам ви доаѓа некогаш да заглумите уште еднаш некаде онака... Во театар? Да. Да. Тоа е некоја желба која никогаш не напушта. Предпоставам највеќе се јавува кога гледате представа, нели? Тогаш викаш, да сум сега на сценава малце да го пробам, тоа е нешто магично што мене живот ме кошта.
Па веќе и кога гледам представата, не ја гледам како секој гледач, малце и така кој како го можело ли поинаку. Како на времето кога се загревав за филмска режија и кога ќе отидев у кино, на пример ќе отидам со некоја девојка и сега гледаме, јас не го гледам само содржината, туку гледам и кој ја го камерата го фатила, каква фотографија, како е монтирано, како е. Ќе прокоментирам од типот добра фотографија, добар агол, добро. И ме гледа вака, вика, да, се заљубија. Ово е убиеца. А јас сосема, мислам, не што се заљубија, но сосема го гледам оној мајсторски модел, што е режисерот, професионален пристап. Професионален. Значи сега ни е јасно зошто театар, зошто толку филмови во Македонија. Претпоставам никогаш не сме имале повеќе филмови снимено наназад кога ќе погледнете. Мислам дека не чекаат 2-3 премиери на нови филмови кои треба да излезат. Да, има 2-3 премиери. На Столе Попов филмот. На Столе Попов, огромниот Добалчев. Се спрема Раде Шербеджија да снима. Ослободување на Скопје. Ослободување на Скопје и има и други, да не зборам. Сега не е коректно преведено. Добро, во каква Македонија би сакале да живеат вашите деца? Јас прв, може? Па еве вие, па Каролина после. Па би сакал во од ова што е сега, и тоа и работам и се трудам, бидејќи сум на таква одговорност, во Македонија кај што ќе има повеќе среќни луѓе, поквалитетен живот. И тоа треба да се изработи и на тоа работиме. Повеќе можности, за се можности. Сакате можности за работа, за образование, за забава. Значи, како што се големите градови, да речеме, јас сум живеел во Лондон еден период, таму имаш многу можности. Сакаш да учиш, милион можности. Да. Сакаш да работиш, исто милиони можности. Сакаш да искочиш да се забаваш, многу можности. Значи, тоа е нашата борба, да им се дават што повеќе можности на луѓето за да одберат да имаат поквалитетен живот таму каде што се чувствуваат најдобро. Така. Каролина? Да, па во Македонија во која што ќе бидат срикни, каде што ќе имаат Македонија што ќе им дава перспектива, Македонија што нема да сакаат што никогаш не би сакале да ја напуштат, во таква Македонија би сакале да живеат. Апсолутно. Вака, кога ќе погледнеме надвор, Путин се слика како лови риба на конј. Обама доаѓа ден, удира еден танц, па почнува пресконференција. Што мислите, како би поминале кај нас кога тоа би го направиле? Знаете, секоја јавна личност си гради собствен имидж според својот карактер и според тоа како сака да се представи. И треба да одговари на неговиот карактер и на неговиот лик и тие тоа го прават добро, негативно да кажам. Јас го правам тоа што јас го чувствувам дека треба да го правам. Да, мислите дека кај нас е рано да толку биде слободен? Не, се зависи од ликот. Што ти личи? Тоа е што што, да. Не треба ништо да правиш што не ти личи, односно што луѓето би го гледале премногу чудно на тебе. Нешто што би било импутирано, тогаш ќе го приметат дека не е дел од карактерот на човек. Се си зависи од секој лик. Он треба be yourself, вика. Така. Биди свој. Биди она што си. Тоа е најважното за секој што сака со јавност да се занимава, меѓу другото и политиката е јавна работа. Биди свој. Имаме ние чудни малку репери околу тоа, нормално најверојатно сме конзервативна земја, малку попатриархално сме воспитувани, некои други традиционални вредности влечеме. Пред звездите надвор на запад се полни со афери. Мислам, со жолтиот печат едноставно живее на нив. Кај нас ти тоа го немаш. Мислам, ти си една супер прибрана. Па добро, имаме и ние, нели, жолт печат, имаме и Да, ама нема со што да се занимава. Немаме, мислам, ти немаш пороци, не си била на ниједна рехабилитација, така, нели? Добро, да. Лечење од другиот. Од другиот такви работи. Чаша немаш скршено, што вика Деја во животот, или па да се степаш со некого. Нити па на концерт си отишла, не знам, пијана, да не можеш да знаеш кај си. Добро, тоа е до карактерот. Тоа е, значи, повторно и во мојата професија секој треба да биде каков што е. Значи, доколку јас приватно сум ексцесна личност, секако тоа ќе се рефлектира и ќе се примети и во мојата работа. Значи, тоа може би на некој ќе му се допаѓа или не. Значи, не можеш да бидеш нешто што не си приватно. Сега, може би и немаме толку скандали, афери и трачеви и слично, тоа што сепак се е сконцентрирано на многу мал простор. Помалку или повеќе се знаеме сите меѓу себе. Тоа е. Така да дури некој
афери кои што постојат, не зборам за себе, него еве на естрадата некои работи кои што биле рецимо јавна тајна, никош можеби не излегле во новина, во весник, затоа што не знам, ајде нема смисла, го познавам тој, ја познавам мајка му, ја познавам сестра му, што ќе кажат неговите, ќе фати брат му, па нема смисла и така натаму, значи голем број работи останале така, што веројатно, значи ниту во Бугарија или Србија тоа никаде не би се случило. Кај нас ние сме во мал простор тука и важат некои други правила. И на однесување и не знам, и поинаку некако се... Каролинче. Она ли? Она е, веро, па ќорава ли си? Не, веројатно сам ќорава си, ама ајде. Колко што ја и преко наочаре го гледам. Што ти стасна? Ти се перде трза. Па не смем да гледам директно светлост. Каролинче. И види, многу се разлепшала, бе. Тој с години си иде. Што, години има? 23. У јапански години има поише, веро. Да? Супер изгледа. И нови песме колку се удобри. И штикле, и песме. И хаљина како устои. И малце во дзика, тој дзикаво. Нели? Отворено такој како симпатично малце. Веро. Како провокативно, ама гледам, не те гледам. Дзе. Дојди, не дојди. Дзе деколте. Дојди и иди си поглед. Да, не е како некој деколте на изволта кога ќе ти направи. Не, ова е деколте ќе дојде ти удру корпу и бриши. Дзикам те. Дзе. Она битолчанка е. Битолчанка. Да. Права битолчанка. Ма еве не збори битолски. Не знам што е. А? Има некои битолчани, уопште не збори битолски. Тие што живи во Скопје. Не е толку смешен език, веро. Зашто? Дијалект. Не е уопште. Чак што више некои скопјанци са ми признале дека ги е и многу секси. И секси. Има француски шмек, веро што викав. Але шал збораш. Але. Шубо збораш. Кој шансола, веро. Еме, видиш како нешто француски, тоа одма. Сурприза ти се прави. Фине. Да, битолски. Скопјанци биле многу слаби на битолски. Веро. Докато сакаш од прво, веро. Има нешто у тој дијалект пајако. Што значи пајако? Пајако значи појако. Памтиш ли го песма од Каролино? Ајде да летаме, веро. На што ли се мисли? Има летачки клуб љубители? Не, бе. Многу чудни се тие, знаеш, дупли значења има во они. Има возиош една линија од оздола пред него. А ти до суштина си гледаш едно, оно уствари цеп од оздола друго ти прави. Саѓаш? Undercover песма, веро. Зборот ти мамо, сети се снао. Ајде да летаме. Не плаши се, доприме, тоа не сум ја. Веро. Види како открисно значење на песма, веро. Тоа е тој, веро. Така, мене некако ми се допаѓа овој наш мал простор и некако ми е поубаво, бидејќи знаеме дека тие афери повеќето ги прават и на сила, чисто за да дигнат публицитет. Они не се презаат да не знам што да направи, да се представи себе си дека е најголемиот зависник од дрога, дека бил на рехабилитација за да го сожалуваат и да му купат албум. Ти за среќа не си имала потреба да го правиш тоа. Ни недостасува само малку повеќе верба во себе и храброст да се почне нешто. Некоја иницијатива, независно дали е тоа во бизнис, дали е во уметност, дали е во политика или во било што. Низ годините наназад, особено во социјализмот, воспитувањето беше дека се треба да биде во рамките на општественото, индивидуализмот се загушуваше. Владееше едно мислење, треба да завршиш, да земеш диплома, не да завршиш, да земеш диплома. Учи да не работиш. Да, дали нешто си разбрал со таа диплома, си научил, не си научил, на памет било, не било, на памет не е важно. И потоа некако се чувствуваш поинфериорен. И кога си инфериорен, се плашиш да почнеш нешто. На запад луѓето во поразвиените земји, во поуспешните се похрабри да почнат. Дали е тоа бизнис, дали е нешто во уметноста, дали е во политиката, дали е во било која сфера. Така и ги вадат новите правци, да. Така и ги вадат новите правци, да. Тоа малку повеќе и затоа одиме со овие кампањи за иновации, за развој на иновативниот дух, за развој на претприемничкиот дух, да ги охрабриме луѓето, има потенцијал во многу. Да се верува повеќе во себе си. Да, а не да чекаат некој друг да им заврши нешто, него да се борат сами да завршат. Не заради тоа што јас сум премиер, па не знам ова или она дека се жалам нешто. Не, напротив. Зборувам за една општествена појава која се менува кон подобро, но би било добро да ги охрабриме уште повеќе да се менува. Секој има потенцијал за нешто во себе, што не го искористил. Но ако има поголема самодоверба, ќе се охрабри да го искористи. Така, и затоа одиме ако му успее еднаш, па му се докаже тоа сигурно. И да не успее еднаш, два пати, три пати. Има многу во бизнисот што почнали на почетокот и модело многу лошо. Потоа им упалила. Добра идеја,
со добра реализација им упади. Издржувањето е битно. Издржувањето е важно, да. Упорноста, храброста, издржувањето во се. Нешто што треба да задржиме традиција. Дури и во љубовта. Во љубовта, најиздржливото. Таму нема, не. Тоа, порано тоа беше мака. Па мислам дека порано беше тоа по 3-4 дена удварање најмалце, па да ти каже дали ќе сака да прошета со тебе. Па поупорно тоа имали. Кај си живеа, бе? Кај било така брзо, брат? Другарка ја упознаа 6 месеца, беше. Па да. Треба да спроведе кај Па чекај, па другарка и треба да ти каже дали она ќе сака со тебе да се дружи. Еве телефон, јави се да те одбие. На кој, на фиксен? Па него како? Мамо, јави се ако ме тражи некој, не сум дома. Па која бара? Па која бара? Таткој, спуштај. Добро, има ли нешто што сакате да го вратите од оној период кога сте биле безгрижни, кога сте биле луѓе кои не сте размислувале на толку што ќе биде утре, што ќе биде задутре? Има ли нешто од тој што сакате што ви го одзема професијата? Бидејќи очигледно е кај вас, тоа е премногу данок. Слободното време и многу често ми недостасува анонимноста. Знаете, луѓето додека ја имаат, се трудат да се ослободат од неа. Да, и да станат јавни, да се истакнат. Да, и тоа е природно, веројатно, не е нешто неприродно, но кога ќе ја изгубиш, тогаш има моменти кога ти недостасува. И тоа е вака нешто што тоа би сакале да ви се случи, да. А тебе, Каролина? Па добро, да, негативната страна на мојата работа, на јавна професија, тоа што си постојано под будното око на јавноста и повеќе, не знам, едва и чекаат да кикснеш за да, па поготово сега со социјалните мрежи е навистина тешко да се издржи. Јас поради тоа немам Facebook, немам Twitter, имам само... Па кој ми има прифатено во твој? Не знам, има лажни профили кои Куку, мајко, што ти јам кажа, бе, не шубав муаве сме си направили. Па, ако да добро, нема. Можда е женска. Затоа така ја гледаше. Да, така да... Оде Полсонадеш. Полсонадеш направи муавето веќе на Facebook. Отишло, вика, готови сме. Не идеме кај мајка ти роден. Сега веќе ми е Он само во емисијава требаше да потврди тоа. Не те гледаме што ладна си. А ја ти како кумови. Ние кумови века. Чекај, па у ваше име некој ме има прифатено. Кумови, важи брат. Телевизор, Добро, имате Facebook вие? Имам Facebook. Тоа е оној службениот, така? Службениот, да. Понекогаш се занимавам со него, понекогаш други и така. Интересни се тие социјални мрежи, мислам добро. Тоа е отворена. Понекогаш наоѓам време, работам на него, пишувам нешто, одговарам на прашања. Смајли. Смајли. Па не, кога седнам да го работам како што треба. Па не, у принцип јас нема она реда ради нека. Мене практично јас тако сум или се за некој работи ја терам како што треба или не се зафаќам. Не избегнувам она површно реда ради и така. Да. Што е она што ве смее во животот, што го расположува, што е она што знае да ви извади од кожа? Се што те смее и тебе и сите нас. Добро, има на пример една колешка ми кажа дека незиниот маж го смеело највише као деца која биле и конј го удрил другар му со копито у уста. Значи, секакви, мислам, нас не, претпоставувам дека ве смее добар филм, добра комедија, добра комедија во театар. Да, апсолутно, добра комедија. Бидејќи сте играле во такви нешта. Да, скоро бев на една премиера, се убив од смеја. Да, а во влада, таму сте веќе 12 министри се, така? 15 ресорски министри и има некои без министри. И вие плюс дополнително така ќе му дадете. Значи, во таква една голема група обавезно мора да постои некој арсенал на вицови. Еден од нив мора да е, мислам, некој што... Најчесто после 12 и по 1 ноќе, пошто ние често заглавуваме до 2 до 3, некојаш и до 5. Тука почнува малци да добиваат луѓето желба, некоја смешка да кажат некој вилици и така. И ќе им речем, дојде 12 вампирското време. И кој е тој од влада што е онака знае секојаш да... Па има Владо Пешевски. Да? Така има поприличен арсенал на вицеви, да. Па и други, не само тој. Значи добро, сепак знаете да направите пауза и тоа да помине малце да растерите тие сериозни теми. Ќе нафрли некој така, ќе се насмееме и продолжуваме. Сепак тоа е. Каролина, тебе од премиерите Ивица Дачич. Да, од премиерите Ивица Дачич, он е најзабавен? Он е и за пење и за вицови кажување. Браво. Тоа е нашиот колега од комшијата. Од тие државата си пее. Добро, а кој е најсериозен од премиерите кој онака не може да, мислам, не пробива мраз
Има некој кој држи. Не може. Знаете, се зависи од близина. Најголемиот дел првиот пат кога ќе се видите се сериозни. Но ако имате ручек заеднички или вечера заедничка или ако се гледате втор пат, веќе е друга атмосфера. Да, првиот пат е запознавање, потврдо, по протокол, така. Втор, трет пат веќе е друго, а особено ако има ручек или вечера, тука е порелаксирана атмосферата, се зборува и за лични работи, за личното минато, за лични успеси, неуспеси, грешки, искуства, разни, некогаш и од работата, но некогаш и од приватниот живот. Така да, исто како во животот. Прв пат кога ќе се сретне со човек, тоа е малку добро и професиите кај вас се малку поинакви, него ние кога ќе се сретнеме, нели тука мора официјално протокол, постои нешто што е рамка што ви наметнува начин на однесување. Вие можеби сакате да сте поинаков, но тоа е кодекс кој мора да се почитува. Едноставно другите би помислеле многу насмеан ми овој премиер, нешто не е што му е на човек. Да, Каролина, што е она што ти го одзема кариерата, што би сакала да го вратиш? Има ли нешто такво што... Да, па добро, имав несекојдневно детство, значи не беше моето детство баш типично, бидејќи што од мала бев популарна. И покрај тоа што нели тогаш беше... Добро тоа, фала ти. Така да имав поинакво детство поради тоа. Заплоив нели во овие води и тоа можеби ме направи посериозна од моите врсници во тоа време. Меѓутоа не знам, тоа е веле патот по кој што сум требала да одам. Тоа е мојот живот и не знам, не би менувала ништо. Старо не би менувала. И јас не би менувала ништо, верувај ми. Вака, што она што му го одзема, нели, тука веќе го кажавте, но да го додефинираме. Што му одзема Никола политичарот на Никола човекот? Бидејќи едното и друго е врзано, но професијата налага, рековме, поинакво однесување, некои работи кои, како да кажам, не можете да си дозволите се што можеме ние да си дозволиме, нели, кај вас поголеми филтери. Времето, слободното време. Дефинитивно, ако зборуваме за слободно време, тоа значи се што спаѓа под слободно време, дали е тоа семејство, деца, спортски активности, забава и така. Значи тоа е нешто што ви недостига. Тоа е нешто што недостига. Така, но сепак ви останува тоа да го работите што сте го избрале. Убаво сте планирале вие филмски режисер, тоа би било сега... Не, животот е таков, нешто добиваш, нешто губиш. Така е. Нема ништо идеално. Нема ништо идеално. Те вага, два таса, па некојаш едното ќе отиде навака, едното ќе отиде. Но важно е да човек да има сон, ама не оние сонови што ги сонуваме навечер, да го спиеме, него кога сонуваме со отворени очи, денски. И да се бори да го оствари тој сон. И да го остварува. Така. Доказ за тоа е и нели и Каролина, незиниот сон за пејачка го реализира веќе 22 години. Славиш юбилеј, па срам да тие до сега 3 пати ке славеа другите юбилеи откако постоеле, но... Па не славам, не знам, некако ми е, рано ми е некако за юбилеи. Здравје Боже, ако кога ќе имам 50 години, сме здрави и живи до тогаш, ако се уште се бавам со оваа работа, се надевам ќе се бавам тогаш. Ако изгледаш вака, мораш да се бавиш. Знаеш што, добрата страна на мојата работа што изгледа не е толку важен. Значи, важи. Да. Дека ти си решена со тоа, немаш проблем. Па добро, никогаш не бил во преден план. Значи, никогаш не сме обрнувале внимание. Некој има кога се на телевизија жмурам. Нема врска, значи за пејачка се знае што е најважно. Да изгледа супер. Добро дека, да, окей. Јас не мислам дека е тоа најважно. Тоа секако е добро, меѓутоа тоа е нешто кое што го дал Господ и не може да влијаеме. Харизмата е важна. Да, секако и важно е нели да... И она што од овдека излегува, да. Тоа што од овдека е најважно од се. И емоциите што ги внесуваш во тоа, тоа мислам не треба да ти кажуваме колку добро го правиш. Ние сме познати шеговици, сега, дали кажувате вицови вие понекогаш? Имате некој омилен? Поретко, почесто слушам. Значи да не ве малтретирате тогаш, или ќе ни кажете некој? Сега го спомнавме, значи ќе ви спомнам он што ни каже еден виц. Ја не се согласувам, се работи за советниците, значи не се согласувам тоа дека тоа што го кажува за советниците, одма да се ограда мустар, и тоа ќе го прераскажам бидејќи така интересен е. Вели вака, имал некој човек, некој мачо. И мачо многу бркал мачки навечер и се ваќал многу касно на събрали, го будел, шушкал низ соба и постојано го будел и му вели, слушај, вика, ти треба да се прибереш, не може рака секоја вечер, ме будиш постојано. И овој продолжил пак постара.
Повторно го помену и му кажа, слушај, ако вака продолжи, ќе те кастрирам. Што од него сватил сериозно и продолжил секоја вечер помачки. И секоја вечер го буди кога се ваќа. И на крај земал го кастрирам. Реков сега да те идам. Кога следната вечер пак го нема мачот. Доаѓа се ваќа, рано се бајле, кај се вика ти сега кастрирам, што? Сега сум вика советник. Добре. Ева ќе го избришеме во монтажа. Сега сум советник. Ова е за ви совет. Инаку советниците се многу корисни. Јас сум советници и него мислам тоа за А и не се кастрирани. Не се кастрирани и многу Ако некој е многу немирен, го знаеш мислам за мачанот. Сакаш да станеш уште бољи советник. Пази, ако од советниците нема некој осет за хумор, ќе освати око претња. Ето слушаш како ни правам. Не, немој да шушкаш. Спие. Каролина, имаш ти омилен виц? Или да некој битолски, але, знаеш? И на битолски. Не знам баш добро да кажувам вицови. Имам омилен, имам еден Влад Еневски, го терам стално, би го кажува. Па да го викнеме. Одема се повикувате на други луѓе, Не, стварно не кажувам вицеви, повеќе сакам да ги слушам. Сестра ми е талентирана за кажување на вицеви, да. И баш така, доста често не забавува, инаку јас не знам, не... Да, тогаш. Ги избегнувам. Еве да ги поштедиме и гледачите, ако ти веќе ги избегнуваш. Имате нешто да им порачате на гледачите, нова година е, или нешто да кажете што не ве прашав, а сакавте да го кажете? Ништо, јас само ќе им ги честитам празниците, нека ги поминат во друштво на своите најблиски, во друштво на луѓето што ги сакаат и им посакувам среќна 2014. Што би им посакал? Да се борат да го излечат најдоброто од себе. И да бидат среќни со тоа. Секој човек, како што преднав се кажав, носи во себе некој квалитет и нешто што може да му помогне многу низ животот и да го направи среќен патем, значи и за работа и за живот, но не секој го извлека од тоа од себе. Некогаш за тоа е потребна нечија помош, некогаш за тоа е потребно повеќе храброст, некогаш комбинација од тие две работи, но човек треба да се бори. Да биде упорен, да не застани, да не очајува, да не паѓа во депресија или да бара виновници за некои своји неуспеси. Напротив, да се бори, да го открие во себе највредното, да го извади и да го употреби до максимум, бидејќи животот е краток. Да, и нема реприза. Нема реприза. Тоа е многу страшното, што нема реприза. Еден ден па нема реприза, а камоли целиот живот. Тоа што денес го живееме, веќе утре го нема. Јас ви благодарам што бевте наши гости. Многу ми е чест што бевме првите, посебно задоволство што сме првите кои се осмеливме да ве повикаме, а вие навистина докажавте дека сте нормален човек и го прифативте гостувањето во оваа емисија. Нашата намера беше да им се трудевме да не поставуваме политички прашања, бидејќи сакавме да ве представиме како човек кој што од крв, од месо. Само едно прашање има во уствари. Се ми текна кој рече не политички прашања. Стварно ќе се воведе данок за неженети и не маже? Не. Фала, свекна требаше да му кажете да. Како ќе го оженам? Јас со тој данок го плашам. Не, сега викам, зашо 50? Па не би било лошо. Па не, стварно ви Каролина. Многу стари беќари се шетаат по држава. Дајте нешто да ги средиме вака. Може да направиме еден специјален само за водители? И високи над 1,80 м не живе. Високи над 1,80 м. И може и спецификација, специјално за тебе. И само по 150. Лицето со иницијали ДМ. Добро. Куме се зима, бе. И мислам дека успеавме во тоа. Ви посакувам во животот многу среќа, многу љубов, убави луѓе околу вас, убава мисла да сте живи, здрави, весели, да стигнете таму каде што сте намериле да стигнете, да ги остварите своите цели, да снимиш уште повеќе албуми, да не усреќуваш со твојата музика, да бидеш нашиот амбасадор во светот, бидејќи ова што го снимаш навистина е нешто идентично што нас ќе не пренесе понатака и нашата енергија и љубов втлеани во твојата песна ќе ги однесеш надвор од Македонија. Го кажа ова. Вам да ви посакам се што ќе посакате да ви се оствари, советниците нека бидат мирни, нека бидат на место. Се надевам дека ќе се сретнеме некогаш пак во ваква емисија. И биде задоволство. И што ми беше и сега. Ви благодарам што бевте наши гости. Благодарам и поздрав сите што не следеа. Нека не среќна новата 2014. Нека се чувствуваат убаво, успешно и среќна. Така. Драги мои, за крај
Сосема уште една песна што ја одбра господинот Никола Груевски, тоа е песна од Каролина Гочева, Ружица. Сканса ќе ја испее, а вие уживајте. Ви закажувам средба следниот пат. Наши гости беа Каролина Гочева и господинот Никола Груевски, значи овој пат нормално, не во премиерска функција, во емисија во која што не го прашувавме она што сегде го прашува. Никола Груевски. Да, Никола Груевски. Куме. Така. Останете и вие во добро расположение, останете на македонската телевизија и ви реков, ви закажувам средба следната недела. Градиве на срце застана, никој да не знае, никој да не дознае, никој да не знае, никој да не дознае. Гори срце, нека изгори, изгори, нека преболи. Освети небо што ме покрива, освети ноќта кај ме сокрива. Ако мене не љуби, твоето лице неверно, ружа, ружица, лице ке ми и само песна остана, да изсмејам, из неја изплачам. Никој да не знае, никој да не ме дознае, никој да не знае, никој да не ме дознае. Летај ми песно високо, летај ме, гледај далеко, ах, тие очи црна маслина, ах, тоа вино што ме опива. Ако мене не љуби, твоето лице неверно, мене ружа,